Работа која за само неколку години ќе ги направи милионери. 1200 евра на ден и во делник и во празник. Најмалку 5 специјалисти по договор за автопатиштата ќе добиваат по фантастични 36.500 евра месечен надомест. Ова е наведено во контроверзниот договор со Американско-турскиот конзорциум, од кој опозицијата обелодени нови делови. Од ВМРО ДПМН вела дека доколку еден ваков човек се ангажира за 5 години, колку што владата тврди дека ќе се изведат автопатите, на еден специјалист на сметка би му легнале неверојатни 2.190.000 евра. А ако се ангажираат најмалку 5 лица, колку што минимум стои во објавените делови од договорот, тие би инкасирале фантастични 11 милиони евра од државниот буџет. Сега, тој специјалист кој што ќе зема 36.500 евра, од прилика, ако мојата плата месечна е 900 евра, а неговата 36.500 евра, тоа значи дека тоа е некаде околу 40 пати поквалитетен. Прилика така му дојде. 40 пати, нели? Пропорционално ако гледаме. Лидерот на опозицијата вели дека наместо за епски проект станува збор за епски криминал. Тој се сомнева дека авансните пари кои владата ќе ги префрла, всушност ќе завршат во приватни џебови, а ќе служат и за предизборен подкуп. И јас сум убеден дека не само што оваа влада нема капацитет да го заврши овој проект, туку сум убеден дека дел од авансите кои што сега пред избори на трчање се префрлаат, се обид да завршат во приватни џебови, а потоа од таму да се влијае со подкуп врз гласачите за време на изборите кои што следат и претседателски и парламентарни. Според опозицијата, државата веќе плати речиси 120 милиони евра на Американско-турскиот конзорциум, а досега на терен, освен 2 информативни табли, не е фрлена ниту една лопата. Нема ништо од поставувањето административни објекти, кампови за работниците, а нема ниту донесено машини и градежен материјал.